Се финализираат градежните работи за реконструкција и асфалтирање на улицата Димитар Влахов во Кочани. Градежната механизација на предпријатието Стоименов започна со поставувањето нов асфалтен слој, откако претходно беше отстранет површинскиот дел од стариот асфалт. Исто така се поправаа и нивелираа оштетените шахти и сливници, а се поставија и нови рабници во должина од околу 200 метри. Увид во текот на градежните работи направи градоначалникот Димитровски, ветувајќи нивно завршување во најкраток рок. Очекуваме дека денеска ќе биде завршена до половината и до крајот на оваа седмица дека ќе биде завршена комплетно. Се работи за комплетно реконструирање на рабниците, се работи за гребење на стариот асфалт, за поравнување на целата улица во целата должина од околу 500 метри, 460 метри. Димитровски рече дека на местото на досегашниот се поставува нов асфалтен слој со дебелина од 5 см. Сепак, реконструкцијата на коловозот нема да ги реши проблемите на пешаците по една од најпрометните улици во централното градско подрачје. Според градоначалникот, тротоарите на Димитар Влахов нема да се поправаат со сегашните градежни активности, туку ќе чекаат друг проект. Десната страна од тротоарите, заменети се рабниците, чиниме напори да заеднички со станарите го решиме. Ако не го решиме заеднички, до година ќе влезе во програмата за замена на комплет тротоарите. На новинарско прашање за сечењето на дрвјата во градот, градоначалникот рече дека тоа се правело плански, а ќе имало и обновување со нови стебла. Ние информиравме и направивме една комисија која што после невремето кое што го имавме ги констатира сите дрва кои што се за сечење. И сите кои ги комисијата констатира се дел се исечени, остатокот ќе бидат исечени. Значи не се работи за самоволие на некој од општината, туку се работи за едно планско прочистување на сите дрва во градот. Нормално, на есен ќе имаме засадување на нови дрвца на сите тие места каде што се пресечени, значи нови насади на дрвца. За реконструкцијата на улицата Димитар Влахов, општина Кочани ќе потроши над 53.000 евра од сопствената буџетска сметка.